Фондацијата Отворено општество Македонија заедно со Хелсиншкиот комитет, заедно со младите правници и со Легис од септември оваа година активно реализира една голема иницијатива за поддршка на бегалците кои што транзитираат низ нашата држава. Од аспект на тоа што бевме свесни веќе подолг период, ја следевме состојбата уште од април оваа година, што се случува со мигрантите во тоа време, подоцна и со бегалците и кои се нивните проблеми со кои што наидуваат поминувајќи низ Македонија, односно долготрајната голгота која што им се случува од кризните подречја од каде што бегаат до земјите каде што бараат за солништа. Овој проект практично се фокусира на 4 најгорливи прашања според нас. Една од компонентите која што е можеби најголема е хуманитарната помош која што се случува на јужната и на северната граница, која што обезбедува Легис во голем дел. Знаеме дека мигрантите доаѓаат истоштени, гладни, уморни, се обидуваме да им помогнеме колку можеме да го продолжат патувањето соодветно. Истовремено се соочуваа и се уште се соочуваат со сериозни прекршувања во делот на нивните човекови и основни права, и затоа тука се Хелсиншкиот комитет и младите правници кои што обезбедуваат правна помош, значи делот проектот се однесува на обезбедување правна помош за бегалците. Имајќи предвид дека голем дел од населението кај нас, за жал, со оглед на целото расположение, не е многу толерантно кога станува збор за луѓе од поинакви од нас, со поинакво потекло и така натаму. Сметавме дека една важна компонента треба да биде фокусирана на антиксенофобичната кампања. И четвртата компонента, која што е битна, во кои рамки практично денеска почувствувавме потреба дека треба да ве повикаме и да ве информираме што се случува, тоа е компонентата насочена кон застапувачки активности, односно се она што од постојаната присутност на сите нас на терен ќе го увидиме како проблем, се она што е проблем врзано со законската рамка и нејзината имплементација, за сето тоа гласно ќе зборуваме. И во таа насока, денеска, овдека сакавме да ве информираме што се случува и како се бегалците третирани на нашата јужна граница од аспект на остварување на нивните права согласно законот и согласно конвенциите.